Благодарам. Да, може да се смири овој френетичен аплауз. Добре. Добре си ме редари. Да, нели? Смирете оваа звучна публика. Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно патешествие наречено Опуштено на А1 телевизија. И вечерова со нас прекрасни гости, убава атмосфера и од мојата лева страна Дејан Матиш, мојот верен другар. Деко, Олимпијада беше, помина, замина скоро е при крај, така? Ама наш пренесуваше ли некој кај нас Олимпијада? Кај нас пренесуваше некој трипер Олимпијада, не пренесува тук. Значи дека имавме екипа на Олимпијада. Да, знам ја дека имавме угаѓање со топки имавме. Знаеш, први бевме угаѓање со топки еден период, ама после му смрзнаа рацете на овој дечкото што гаѓаше со топки, оти без раци мала. Без ракавици го тепала. Како и да, јас се надевам дека многу скоро Македонија ќе прати некого и на зимската Олимпијада, некој што ќе ни донесе, да речеме, еве, некоја медаља, нешто и некој ќе се смилува да ни ја пренесува Олимпијадата. До тогаш ќе јадеме буџа флебаци, ќе градиме споменици, но тоа не е причина ние денеска да не се расположиме и да не направиме муабет со нашите двајца гости. Ќе тргнеме прво од Дамата или Дамата. Дамата имаше изложба из која мислам дека денеска е последен ден, бидејќи денеска е петок, а ние снимаме во вторник, уствари сега е вторник, фактички сваѓате. Монтираме у среда. Значи, веќе оние што ја виделе до вторник изложбата на нашата гостинка ја виделе, оние кои не, ќе треба да ја чекаат 16-та нејзина самостојна изложба поред. Тој е најдобриот стрелец во Македонија, најубавата спортистка во Македонија. Штета што не се кандидирала за мисица некогаш, штета што не станала глумица, но никаква штета не е тоа што се занимава со сликарство и што добива комплименти од видни академски сликари кај нас кои респектибилно го ценат нејзиниот труд. Тоа е Дивна Пешич, може публика еден френетичен аплауз. И секако до неа, од мојата лева страна и од незината лева страна. Добар гос. Драган ДСД. Драган Спасов Дац. Човек кого го гледате веќе една година, мислам, или оваа сезона, секој ден заедно со една, како се викаше, девојчица и еден дуле, прекрасен дечко. Во тркалото на среќата, колега кој има изиграно многу театарски представи, многу награди, но сами откажува за себе дека до сега нема снимено ни еден филм, ама дека има најмногу пробни снимања на светот што можеле да му се случат, тоа го слушав на... Нема, не те ни вика. Не, сега ја одбивам. Пробни снимања. Значи, тоа е Драган Спасов. Да, добре, дојдовте во нашата емисија. Добре ве најдовме. Дивна, како помина изложбата? Да почнеме со тебе. Па да, навистина помина најдобро до сега. Не очекував толку многу публика и на самото отварање, меѓутоа и секој ден после отварањето. Значи, навистина многу позитивни реакции, многу пофални зборови и секако за мене е тоа еден мотив плюс да продолжам и понатаму, да работам и да ја израдувам публиката и со некоја нова изложба во иднина. Се продаваат слики, вака ти се јавуваат луѓе да ти кажат сакам таа слика да ја купам или да дојдам да погледнам. Јас неодамна работам со Иво Јанковски, со продуцентската Трето уво, да. Трето уво, така што ги слуша сликите, така? Тој ме ги дирна да ги преслушам сликите вечер, па утре ги не се шегувам тама работа. Трето уво се занимава и со менаџирање на Па со различен тип на уметност, значи не само со музика, тука и балет, тука се и многу други проекти од областа на културата и промоција. Слушај како играат. Па добро, да те прашам, стварно има трето уво, тај или тај муабети се тоа? Муабети, бе, брат. Тоа не очекува вакво прашање од тебе. Па како е, ајде да очекуваш. Ова е меѓу тие што не ти ги пратив по мејл, да. Да, ти ги доби исто прашањата по мејл. Ја имам одговор на ова, средно уво, не. Баш ти имаеш бртете. Не те чув, да, не те чув. Средно. Да. Средно. Извини, продолжи понатаму, он менаџира разни уметности као балет, ова. Да, и еве од неодамна и сликарството што навистина е голем успех за мене како автор, со оглед на тоа што сметам дека мојата уметност треба да се покаже надвор од границите на Македонија. Дац беше на изложбата? Не. Не бев. Искрен си, душичка и ја не бев, морам да признам. Ама вела дека супер поминало. Добро, сме биле, бидејќи не си бил, после ќе поразговараме за тоа како ти се допаднаа сликите. Да, околу темата. Бидејќи тоа е најболе у Македонија, која да, сум го гледал филмот, сум ја читал книгата, а нема врска. Работиш
три работи би рекол во моментов. Театарот тоа е као примарна, во драмски театар си се уште. Бранко не ти избрка, така? Не, нема зошто нема. Работиш како водител на А1 во тркалото на среќата, ангажман кој е секој дневен, малтене. И работиш трета работа, стално постојано те читаме, на најпопуларната серија гледана кај нас, тоа е Шехерзаде. Си уредник на аудио студиото. Не, вака, тој е координатор на таа драмско студио. Се вика зашто и така е. Прво почнав на синхронизација на цртани филмови. Кај нас па дац нема школа за обука на трансформација на глас. Види, добар глумец, Видам, добар и слушам. Да, и слушај. Добар глумец е, мислам дека може да направи се. Вака, слушајќи го од она, ја себе си не се сметам за добар глумец, тоа треба другите да го кажат, нели, апсолутно. Да, добар си, хајде да ти кажеме. Добро, фала. Слушајќи го ова, значи, ние можеме максимум 1 до 2 гласа да смени актер кај нас. Не, види, Од она што сум го... не треба да се менуваат гласови. Тука, кога би се правило, може да се направи 9-2. За цртани филмови нема проблем. Значи, можеш да играш еден, да игра као Борис Мајсторов на времето што играше сите ликови. И тоа не смета. Кој може тоа друг да го направи во Македонија? Не сум чул. Дон беше феномен, стварно. Освен него... Дури имаше тој Тошо Мачорот, не знам колку лика има таму. Знаеш, од Он само полицајцот правеше биле... мечето ушко, тоа е... Не тоа, него во живо, затоа што немало мора да оди Тошо Мачорот у толку и толку часот во недела, во живо, директно го има синхронизирано. Да. И тоа го има Борис Мајсторов направено. Кај нас тоа денеска го нема меѓу актерите. При тоа да повториме, Борис Мајсторов не бил актер. Да. Он бил радиоводител. Да. Денеска имаме проблем да го препознаеш истиот актер дека прави по 2 до 3 до 4 гласа, бидејќи си координатор на тоа. Конкретно што е проблемот? Да се земат сите тие гласови, ќе ти требаат 100 глумци. А ти не си вклучен во тоа, не надсинхронизираш многу скромно. Ти координатор и викаш види, навистина, да, поише ми даваат. Лапаш поише пари као координатор. Нема врска тоа, него ја немам кога, стварно немам кога. Ти го правиш кастингот? Да, го правам кастингот, ги гледам епизодите. Затоа не знаеш. Се, да. Само ние не знаеме кој има кастинг. Добро, овде направивме еден воведен муавета, ги чепнавме нашите професии, нашите сериозни дела. Не ми одговори само бидејќи почнавме за менаџерите, се продаваат ли твоите слики, добро ли оди тоа, може ли да се живее од тоа што го сликаш? Па да, може да се живее, се продаваат. Имаш пари и дај 100 евро. Назад. Доколку би можело да се живее само од тоа, тогаш не би работило уште 2-3 работи во исто време. Така што за жал, уметноста кај нас оди малку чекор по чекор, меѓутоа јас сум задоволна од досегашното сработено и од тоа како одат продажбите на моите слики. Сакам да кажам уште тоа, дека моментално ја спремаме Хамлет со Дејан Пројковски. Тоа баш сакам. Дејан Лилич е Хамлет, јас го играм Полони. Неверојатно, само си делите влочиња. Се шаламе. Не, добре. Кажи си ми, брат, шо? Значи, тоа е Дејан Пројковски, во режија, наскоро ќе биде премиерата за... Ќе биде премиерата на Охридско лето. Една твоја желба од тркалото на среќата, сите те приметија цела Македонија. А чуеш наслов на песна, не можеш да издржиш да не го запееш моментот. Нема, тоа е... Значи, нема го кажат, го погодат тоа и мислам дека ти е омилено делче, онака. Тоа ми е неостварена желба. Сакав да бидам како од малечок пејач. Дац, микрофонот е твој, мислам дека нешто од Бело дугме